Добре дојдовте во денешнава училница. Јас сум наставник Марија Богатиновска од училиштето Никола Карев Пробиштип и денеска ќе ви одржам час по природни науки. За да откриеме што ќе учиме на овој час, ќе го откриеме овој кодиран збор. На оваа слика ви се дадени буквите и броевите од 1 до 31. Тоа е всушност бројот на букви во нашата азбука. Со портокалова боја се дадени броевите, а со зелена буквите. Секоја буква се крие позади некој број. Вие треба да откриете која буква стои позади дадениот број, а вашите броеви што ќе ги добиете сега, ќе ги откривате според овој пример. Например, ако е даден бројот 15, тоа е буквата Л, гледаме. Или бројот 10, тоа е буквата З. Се надевам дека ви е јасна оваа вежба. Дадениве броеви, за да го откриеме зборот, се 3, 25, 14, 13, 1 и 17. Ви оставам 1 минута за да го откриете скриениот збор. Ајде да се провериме. Позади бројот 3, В. Позади 25, 14, 13, 1 и 17. Што добивме? Вулкан. Така. И тоа необичен, туку денеска ќе правиме активен вулкан. Освен што ќе правиме активен вулкан, малку и ќе повториме за видови карпи и како тие настануваат и како изгледаат, ќе повториме и за вулканот, а ќе се обидеме и сами да направиме активен вулкан. За таа цел ќе ни биде потребна макета на вулкан, што не мора вака да изгледа, може да биде и поедноставна од обичен картон или од глина, понатаму сода бикарбона, црвена прехрамбена боја, детергент за миење садови и оцет. Најпрво да повториме какви можат да бидат карпите според начинот на нивното настанување. Пред неколку часа правевме чоколадни карпи и тие изгледаа вака. Ајде да видиме дали препознавате каква е првата. Одлично. Седиментна карпа или карпа што викаме дека е на слоевита карпа. Која е оваа? Одлично. И од метаморфната карпа е направена од ситни парчиња кои што настанале со топлина и притисок. И кога ја топевме чоколадата, која што подоцна се стврдна, со неа прикажавме одлично магматска карпа или уште ја викаме вулканска. Ова се сите примери на чоколадни карпи кои што сите се карпи, а сите изгледаат различно. А вака изгледаат карпите од природата, вистинските карпи. Рековме дека магматските карпи се викаат и вулкански. А тоа значи дека настануваат од вулкан. Но како? Научивме дека вулканот има отвор кој што се вика кратер. Низ него има пукнатини, а длабоко во него што има? Магма. Одлично. Под притисок таа магма, кога ќе се затопли многу, почнува да се искачува по пукнатините на вулканот и се создава вулканска ерупција. Значи, за да настанат магматски карпи, треба да има ерупција на вулкан. Во тој момент, тој вулкан се вика активен вулкан. Научивме и дека понекогаш вулканите веќе не се активни и тие ги викавме неактивни. А имаше и такви што понекогаш спијат, понекогаш и се будат. Заспани вулкани. А ова е слика на тоа како изгледа вистинската магма или лава.
Тоа е усвитена вжештена течна маса, која кога ќе се излади станува цврста карпа. Забележувате дека кога таа е многу жешка, има каква портокалово-црвена боја и како се лади постепено, ја менува бојата и станува темно сива. Денеска, како што кажавме, главна цел на овој час е да направиме активен вулкан. И пред се ни треба макетата на вулканот. Ова е значи направено од глина, ова е направено од картон и ова од некаков материјал друг. Внатре е поставено пластично шише во кое што ќе ги ставиме другите состојки кои што ќе направат реакција за да избие така наречената магма, која што нашата нема да биде вистинска и топла и само ќе личи на ова. Ајде да видиме. Потребно за ова, значи, макета на вулкан, сода бикарбона, црвена прехрамбена боја, детергент за миење садови и оцет. Сега ќе го застанеш видеото и ќе ги запишеш потребните материјали во твојата тетрадка. Те оставам неколку минути да го препишеш ова и подоцна ќе го видиш активниот вулкан. Доколку си ја завршил задачата, сега ќе проследиме, значи, видеа од вистински час, каде што правевме вулкан. Им објаснив на учениците дека ова е макетата и дека во неа има шише, во кое што ние ќе ставиме најнапред неколку лажички сода бикарбона. Ставивме повеќе сода бикарбона за да имаме поголема и подолга ерупција на вулканот. Учениците беа многу нестрпливи, знам дека и вие што гледате сте нестрпливи. Што ќе се случи со вулканот? Откако ставивме сода, ставивме и црвена боја. А што мислите, зошто баш црвена? Одлично, затоа што лавата има црвена боја и така да личи баш на вистински вулкан, потребно е едно пакетче црвена боја. Сега ќе додадеме и малку детергент за миење садови, за малку да се запени. И на крајот ќе ја додадеме и најбитната состојка. Еве, забележуваме дека се уште ништо не се случува во вулканот, затоа што главната состојка што ќе создаде реакција е оцетот. Значи, оцетот е кисел и таа киселост ствара хемиска реакција со сода бикарбоната, тоест почнува да врие и така се создава, значи, тоа што ние го нарекуваме вулканска ерупција. Еве сега ќе го додадеме, значи, оцетот и малку ќе чекаме. А што мислите, зошто ќе чекаме? Па затоа што на магмата и треба време и треба да дојде до кратерот, до отворот, бидејќи таа е длабоко. Ние научивме дека земјата има слоеви и дека длабоко, еве, тоа е внатрешноста на земјата, длабоко во неа е магмата и ЕТА, откако ќе го изоди тој пат низ пукнатините внатрешни, таа почнува да излегува на површината, тоест вулканот еруптира. Ова се вика вулканска ерупција. Ова беше доживување за учениците, тие се многу изненадени, беа многу радосни, се надевам дека и на вас ви е интересно. Еве, ќе продолжиме. И овде ме прашаа дали ова е топло. Јас им кажав дека не е топло, затоа што ова не е вистинска лава.
туку само нешто што личи и е многу интересно и привлечно за учениците. Кога ќе се излади, значи вистинската лава, таа веќе станува карпа и не може да ја менува така лесно својата форма. Во вистинските вулкани, рековме, кога еруптираат и се испуштаат честички од многу голема температура и се создава од топлината и дим, чад. Сето тоа го загадува воздухот, но вулканите се природна појава и тие не може да се спречат. Еве од блиску како значи реагира сода, бикарбона и оцет. Ова е сликовит приказ на постапката, доколку сакате уште еднаш да повторите. Се надевам дека запомтивте. Постапката е дека ставаат неколку лажички сода, едно пакетче црвена боја, малку сјај и на крајот оцет. Малку се чека за да се направи реакција помеѓу содата и оцетот и потоа вулканот ќе почне да еруптира. Овде имаме, значи, неколку илустрации или кратки анимирани видеа во кои што се гледа вулканска ерупција. Ова може да замислиме како изгледа, значи, карпата, пукнатините низ кои што се движи магмата. Еве го и чадот што излегува, потоа се слева надолу, еве вака се слева и потоа со ладење се создаваат карпи. Таму каде што има вулкани, активни вулкани, тоа се доста атрактивни места и привлечни за туристите, меѓутоа може да бидат и опасни, значи. Бидејќи создаваат голема топлина, не треба да се доближуваме, само може да се посетуваат места каде што веќе е изладена таа лава и создала некои интересни форми на карпи. Сега е време за задачи. Ќе го нацрташ активниот вулкан што го виде, ќе ја раскажеш постапката на твоето семејство и можете и дома да направите ваков вулкан, но немој да се обидуваш сам тоа да го правиш, туку секогаш со помош на некој возрасен. Уживај во твоите активности и ти благодарам на вниманието.